Еве денес разговараме повторно за еден од пакетот на закони кои што сакате на брза трака да ги поминете овде во законодавниот дом, иако ова ви е наметната обврска од страна на владата која што потпишала нешто за што не била надлежна. Европското знаменце е злоупотребено. Тоа го потврдија сите и затоа нема да навлегувам во елаборација на овој сегмент, бидејќи нема ниту една директива, ниту регулатива во однос на кои се однесуваат овие измени и дополнување на ово законско решение. Но, со ова законско решение, како и со другите, ви потенциравме и на комисија, и уште еднаш ви потенцирам. Избегнувате, односно прескокнувате цели постапки и фази од постапката за да едно решение, едно одобрение за градба или било кој друг акт биде согласно позитивните законски прописи и биде во согласност со Уставот и законите. Вие прескокнувате цели постапки и фази, наместо да ги скратевте роковите, со што и во процесните закони, во процесниот закон и во материјалните закони можеше да се усогласат со кратење на роковите и поедноставување на завршување на постапките до конечност и правосилност на сите потребни документи за отпочнување и имплементација на вакви стратешки проекти како што потенциравте, да треба да се изградат, меѓутоа со заобиколување на постапките се прави дискриминација пред се и на собствениците на кај што ќе минуваат трасите и на сите оние кои што ќе учествуваат, а ги наведувате и самите вработени во државната управа да постапуваат за нешто што самите не сметат дека треба да биде така и не се сигурни во начинот на постапување. Ова ви го потенциравме, но немаме слух од ваша страна. Конкретно, во предлог законското решение, во членот 2, велите по членот 2б се додава нов член 2в кој гласи: изградба на градбите од стратешки интерес се врши врз основа на урбанистички проект за градби на стратешки интерес одобрен согласно законот и така натаму. Урбанистички проект, ви кажавме и повторно мораме да ви повториме бидејќи не слушате, е всушност за доразработка на урбанистичките планови. Не е документ врз основа на кој што, односно врз основа на кој што треба да се гради. Дополнително на тоа, исклучувате цела една постапка, што ви потенцирав на почетокот, и во ставот 2 велите, цитирам: за градбите од стратешки интерес не се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на постапките за одобрување на идеен проект, за издавање на одобрение за градење, услови за започнување со изградба на измени во тек на изградба, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи и внимавајте, за прибележување и предбележување на градбата во јавната книга на недвижности, за рокот на изградба, за формирање на одлагалишта на земјишти и така натаму. Прескокнувате фаза на прибележување и предбележување. Тоа е таа несигурност која што ја воведувате со изградба на овие проекти, бидејќи никаде ќе нема трак каде ќе оди таа траса. Не случајно е предвидено дека со потребните документи се предбележува и прибележува во Агенција на катастар на недвижности. Зошто? Затоа што од кога ќе се отпочне со имплементација на оваа траса веќе не можат да се прават други промени кои што сакаат одредени поединци да ги прават. А овде, вака, без да се прибележи самиот проект, на дневна основа можат да се менуваат параметрите и начинот на изведба. Тука е суштинската разлика која што сакате да ја направите, а дополнително, за да се заштитите од побудите кои што ги имате, односно оние кои што ви даваат насоки, се исклучува и електронското доставување на документите. Имено во членот 8 велите, во членот 53 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: по исклучок од ставот 1 на овој член, проектната документација за градбите од стратешки интерес се изработува и заверува во писмена форма на начин утврден со прописот од членот 54 на овој закон. Значи предвидувате
писмено доставување. Наместо електронско доставување, како што е согласно позитивниот законски пропис, односно согласно позитивното законско решение, односно во членот 53 во постојното законско решение се предвидува дека проектната документација се изработува во електронска форма, во соодветен формат, на начин утврден со прописот од членот 54 на овој закон. Што тоа значи? Тоа значи дека во секој даден момент, врз основа на овие два члена, кои што ги изменувате, и сакате да додадете други ставови алинеи, во секој даден момент ќе можете проектот кој што сте го доставиле да отидете, да го земете и да го вратите под ист архивски број. Внимавајте, бидејќи никаде нема друг трак. Единствено хард копи доставено до јавното предпријатие и оние кои што ќе се надлежни да го имплементираат овој проект. Таа е суштинската разлика која што сакате да ја направите, за да имате слобода во начинот на имплементирање, а со тоа ги прекршувате сите важечки постапки и регулативи и начинот на постапување и законски и подзаконски акти при носење и имплементација на вакви проекти. Впрочем, и досега постоеше јавен интерес. И постои. И досега се имплементира вакви големи проекти. Но, доколку сакавте на брза трака ова да помине, уште еднаш ви потенцирав. Немавте потреба од вакви противуставни, а секако подзаконските акти ќе бидат и противзаконски, да постапувате, да на некому кој што ви дава насоки, кој што не знаел точно што сработува и како сработува и кој го советувал, наместо да пристапите кон една легитимна постапка на изменување и дополнување, на кратење на роковите, со што довербата во изградба на овие проекти ќе беше целосна и од јавноста, и од експертската јавност, и од граѓаните. А така, само се потврдуваат лукративните побуди на оние кои што насила ги туркаат овие проекти, бидејќи самите се доведуваат во состојба да нудат вакви измени со кои што ќе се повредат правата на граѓаните. И затоа, кога ќе завршите со постапувањето, изменувањето, дополнувањето, овие законски решенија, дел од нив ви се оспорени и во Уставниот суд претходно. Имате одлуки на Уставниот суд за одредби кои што сакате повторно на мала врата да ги протнете, а всушност истите се или укинати или поништени. И затоа на тест ќе бидат и председателот на државата, кој што упорно тврди дека нема да ги подпише ваквите законски решенија, а на тест ќе биде и Уставниот суд, бидејќи истиот донел одлука пред само неколку месеци и за другото законско решение пред неколку години. Дали истиот ќе биде конзистентен, да остане на своите ставови и да може да постапува како што постапил и претходно и да ве коригира, бидејќи тоа е коректив на вака донесените законски решенија, да може да истите бидат исправени. Но од овде уште еднаш ве повикувам и ве уверувам дека со ваквите законски решенија ќе наидете на проблеми во моментот на имплементација, кога во одредена фаза од имплементирање на ваквите проекти ќе се соочите со спорови од самите граѓани, ќе се соочите со пречки на кои што ќе морате адхок да ги решавате. А адхок решавање на спорови, знаете дека е брзоплето и надвор од сите процедури ќе ги правите овие проблеми. А за тоа штетите ќе ги плаќа државата, односно буџетот кој што го полнат граѓаните. Ова е тоа што ви го зборуваме повеќе од неколку месеци, но немаме слух од ваша страна. Уште еднаш ве повикувам да седнете, да ги разгледате со вашите експерти, да видите дека овие законски решенија не се соодветни, а има друг соодветен начин на постапување кој што може да се имплементираат ваквите проекти без да бидат противуставни и противзаконски.